Изминатата 2009 година, преку содржините на Пуртик и нашата соработка со повеќе невладини и хуманитарни организации со кои што соработуваме, често пати ве информиравме за сите настани случувања, за нивните тековни активности, особено затоа што тие се значени и важни за доброто на сите нас. Тука секако ќе ја споменам и првата детска амбасада во светот Меѓаши, со која што исто така соработуваме и повремено на времено ве информираме за нивната тековна работа, за сето она што тие го прават, а се со цел да се заштитат правата на децата. И денес зборуваме на таа тема токму со представникот од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Заедно со нас во студиото е Светлана Молквин. Добро утро, Светлана, за вас. Добро утро. Она за што ќе позборуваме во ова издание, но и на самиот почеток на 2010 година, ќе направиме едно резюме на оно што се случуваше во 2009 година, со оглед на тоа што имате многу кампањи и проекти кои што има различни интересни слогани. Колку вие сте задоволни од вашата измината работа во 2009 година, од резултатите и од ефектот кој што беше постигнат за целта која што имате, заштита на правата на децата? 2009 година беше многу успешна година за првата детска амбасада во светот Меѓаши. Имавме доста проекти. Најбитниот проект беше градење култура на детско учество, во кој што изработувавме извештај за правата на децата, состојбата со правата на децата во Република Македонија. Потоа, како што спомнавте, имавме кампањи за одговорно родителство и би оценила 2009 година како успешна година во работата на првата детска амбасада. Можевме да бидеме дел од тите оние билборди на вашата кампања за одговорно родителство, кои што само со слоганот ги доведуваат сите оние родители да се запрашаат колку често поразговарале, колку често го гушнале своето дете. Но она со што продолжувате во следната година се секако нови идеи, планови, кои што ги имате замислени и сакате да ги реализирате. Што е она што моментално се работи и е во тек во Меѓаши? Моментално, значи, го дистрибуираме извештај што го подготвивме заедно со 21 невладина организација и 2 коалиција на невладини организации. Тоа е овој извештај. Ова сега јас го имам во англиска верзија. Така, можеш да ми го дадеш само на нашата камера да ќе го забележи? Да, тоа, значи имавме и пресконференција по повод излегувањето на извештајот. Сега го дистрибуираме по сите невладини организации, потоа по општините, по градоначалниците, по владата, председателот, значи до сите оние институции кои што се засегнати со правата на децата и нормално со извештајот во кој што се говори за ситуацијата со правата на децата во Македонија. Исто така, овој извештај ќе се презентира во Женева пред Комитетот за правата на децата Исто така, децата изготвија свој извештај, кој што ќе го презентираат самите во Женева пред комитетот. За него ќе имаме пресконференција утре, така да ве покануваме да дојдете на пресконференцијата. Така да... Пресконференцијата се одржува во амбасадата? Да. Во последно време, за жал, сме сведоци на многу случаи на насилство и злоупотреба врз децата. Едно од целите за кои што се залагате е и детство без насилство. Тука ќе го споменеме и ќе потсетиме дека нормално во амбасадата Меѓаши постои SOS телефон за деца и млади кој што функционира, но колку е тој ефикасен и колку сте вие задоволни од јавувањата кои што ги имате? Така, значи во рамките на првата детска амбасада во светот Меѓаши постои таа национална SOS телефон за деца и млади, тој е бесплатен, 0800 122 22, на кој што граѓаните, децата, сите можат да се јават, да побараат совет во врска со проблемите кои што ги имаат, да едноставно да се јават ако сакаат со некого да поразговараат, да ги упатиме во кои институции да одат да побараат помош. Значи, тој SOS телефон функционира веќе 15 години и истиот значи бележи резултати од над 17.500 јавувања во тие 15 години. И за истиот имавме исто и пресконференција на кој што ги искажавме резултатите од тие јавувања.
така да ги охрабруваме сите, значи кои што се соочуваат со никакви проблеми, слободно да се јават на бесплатниот SOS телефон и се надеваме дека ќе им помогнеме. Така. Неколку пати сме имале можност да ве посетиме во детската амбасада Меѓаш и да забележиме дека таму навистина големо влијание и помош има од волонтерската работа, од сите овие волонтери кои што доаѓаат и помагаат за работата со децата. Колку сте вие задоволни од токму таа волонтерска работа? Значи првата детска амбасада во светот Меѓаши има многу волонтери, има голема и заинтересираноста да се волонтира во нашата амбасада. Да, тоа е многу важно. Да, и значи секојдневно добиваме мејлови во кои што тие нели се пријавуваат за волонтирање и нашата работа дефинитивно зависи многу од работата на волонтерите. Тие исто значи се поминуваат некој процес на обучување како да работат. Значи работат во разни служби, секако во SOS телефонот имаме исто дневни работилници за деца, дневниот центар за деца што не одат на училиште. Имаме работилници, исто волонтерите значи ги држат тие работилници, тоа се работилници за компјутери, за јазици, математика, значи све да им се помогне нели на децава што не одат во училиште во замена нели на училишната настава. Така да волонтерите ни се доста скапоцени во нашата работа. И веруваме дека ќе има во поголем број во иднина. Да, и ние се надеваме. Од кого очекувате најголемата поддршка и од кого досега сте имале најголемата поддршка и што е оно што го посакувате и сакате да ви се случи во следната година за остварување на целите? Па повеќе би сакале да имаме нели поддршка, финансиска поддршка затоа што нашата нели состојба е нестабилна финансиска. Би сакале повеќе поддршка од бизнис секторот. Ние секако ја имаме таа поддршка, ама филантропијата во нашава земја како што знаеме во почетен стадиум. Би сакале таа некоја општествена свест да се зголеми кај предпријатијата, кај бизнис секторот, со цел нели повеќе да ги помагаат нашите активности. Тоа апел мислам дека нели до бизнис секторот би го поттикнале да направи. поттикнала да се зголеми нели таа општествена свест, така. Светлана, јас ви благодарам за вашето време. Поздрав до Меѓаш и посакувам успешна работа и уште многу успеси и резултати во борбата за правата на децата, бидејќи тоа е навистина важно за сите нас. Ви благодарам и на вас за поканата.